Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Инфекциите на респираторниот систем се меѓу најчестите заразни болести и една од водечките причини за пациентите да се јават на лекар. Особено се присутни инфекциите на горните дишни патишта, меѓу кои што се вбројуваат настинката, потозатнатиот нос, воспалените синуси, ларингитисот, грипот, разните вирусни и бактериски инфекции. Од што зависи каква терапија ќе се примени? Важна ли е клиничката слика и причинителот? Се препорачува ли да се применуваат препарати за подобрување на имунитетот со антивирусно и антибактериско дејство? Дали тие може да се дадат во акутна фаза на болеста или пак исто така да се применат и како превенција? За сето ова, детално од разговорот со професор доктор Дејан Докич, пулмоалерголог, директор на Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија во Скопје. Стартуваме веднаш по рекламниот блок, пошто следува разговор за една тема која што во овој период од годината е исклучително актуелна. За инфекциите на горните дишни патишта и третманот, денеска зборуваме со професор доктор Дејан Докич, пулмоалерголог од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија, воедно нејзин директор. Професоре, добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Денеска имаме актуелна тема, бидејќи сме во сезона кога сите имаме растечен нос, подкашлуваме, децата особено имаат качена температура, па пренесуваат на родителите и така натаму. И сега кога некој од нас ке спомне дека се разболел или бил болен пред некој ден, првата асоциација ни е настинка или горно-респираторна инфекција. Зошто е тоа така? Зошто толку често се јавуваат овие инфекции? Па горно-респираторни инфекции се најчести инфекции воопшто, било кај децата, било кај возрастните. Да кажеме дека децата, поради тоа што се дружат еден со друг, не внимаваат на хигиенските принципи на спречување на ширење на инфекциите, многу почесто настинуваат отколку другите повозрастните. Така да во просек помалите деца заболуваат 10 до 12 пати во една сезона, ајде една година да кажеме. Оние кои што живеат, да кажеме, студенти, ученици во гимназија, адолесценти, кои што се пак посетуваат настава каде што е од поголем број на присутни членови, заболуваат околу 6 до 8 пати, а додека оние кои што се најздрави, кои што не многу често излегуваат во јавноста или не работат во простори каде што има поголем број на луѓе, тие заболуваат од 4 до 6 пати годишно од настинка. Значи, како и да е, секој од нас најмалку еднаш, ако не и повеќе пати, ја има во текот на сезоната. Најчесто причина се вируси. Од сите тие вируси, најмногу е застапен риновирусот, пред се затоа што има околу 100 и повеќе од 100 различни врсти на вирус, така да секој од нив ствара специфичен имунитет и можноста да се заразите од еден сој, да направите имунитет после заразата, да се заразите од друг сој е голема и затоа и објаснувањето да повеќе пати во сезоната од, еве нека бидат и исти риновируси, но различни по својот генетски материјал, сосема малку се разликуваат, кои што може да направат повторно една клиничка слика. Понатаму, чести предизвикатели се коронавирусите, ќе спомнам за хуманите коронавируси, кои што уште пред настанувањето на COVID-19 беа како причина, се уште се присутни. За обична настинка, ако не се лажам. Предизвикуваат најобична настинка. Понатаму можат и други вируси да предизвикат, секако сведоци сме со години наназад дека во овој период се јавува и инфлуенца или грип. Грипот е многу посериозна состојба отколку настинката. Настинката трае од 5 до 7 дена, доколку не се комплицира. Кај некои пациенти може, заради X фактори, еден ке набрем, например, заради алергија на целогодишни алергени, или заради аномалии во анатомските структури, во градбата на носните ходници и онаму местото каде што се дренираат синусите, можат многу почесто да настинуваат и многу почесто една обична настинка да премине во компликација
односно комплицирана настинка која што води до синузит. Па таа потоа се влече повеќе недели. Во принцип, кај здрави, имунокомпетентни луѓе, настинката би требало до 7 дена да заврши и морам веднаш да спомнам дека за настинката не се дават антибиотици. Постојат студии во Соединетите Американски држави, каде што лекарите, исто како кај нас, не во таа мерка, далеку од тоа, препишувале антибиотици. Меѓутоа увидено е дека, бидејќи се работи за вирус, антибиотикот не делува на вирус, оправдањето на лекарите што препишувале антибиотици е за да се спречи настанување на компликации со бактерии после една вирусна инфекција кај одредена група луѓе, односно пациенти во овој случај. Меѓутоа, утврдено е со докази дека давањето на антибиотиците нема да спречат настанувањето унапред, значи пред да има нема да ги спречи компликациите. Нема да ги спречи компликациите со бактерии. Значи тоа е докажано веќе. Некои велат за не се спушти на билите дробови. Од таа причина се правени овие испитувања, но сето тоа докажано дека не е така. Докажано е дека давањето унапред, пред да се јави компликацијата, нема да ја спречи. Нити ќе го намали нивниот број. Што е многу важно да се знае. Многу е важно бидејќи нема навистина никакво оправдување да се дадат антибиотици кај вирусни инфекции, особено на горниот респираторен тракт. А споминавте дека главно се вирусни инфекции. Главно се вирусни, но како што спомнав, кај одредена група пациенти може да се комплицираат со секундарна бактериска инфекција во форма на еден синузит, кој што може симптомите на една настинка да пролонгирано траат, може понекогаш и со потешкоти, особено пролонгирана кашлица, 3 недели. Понатаму искашнување. Често се јавува сува кашлица, професоре, зошто тоа се јавува? И потоа се мачат со недели луѓето. Сега ќе ви обяснам. Значи, прво, респираторниот тракт, почнувајќи од носот, па се до алвеолите, обложен е со епител. Епителот ви е една механичка бариера, како еден зид, што го заштитува организмот од се она што се наоѓа во надворешната средина, во овој случај во воздухот. Знаете дека во воздухот, освен честички на PM10, што се популарни во последните години, има вируси, габи, бактерии, паразити, има други аерозагадувачи од типот на озон, јаглероден двеоксид, јаглероден моноксид, понатаму имаме азотни оксиди, издувни гасови од дизел горива и да не набројувам што се има во воздухот, што е туѓо за организмот. И организмот со еден интактен епител, тоа му е како една бариера, од надворешната средина се штити, механички се штити. Меѓутоа, во одредени услови, вирусите можат да се налепат за овие епителни клетки, како што го прават вирусите на настинка, риновирусите, корона, но исто така и SARS-CoV-2. Ако се сеќавате, сите овие клетки епителни имаат одреден рецептор на површината, за кој што рецептор се припојува одреден вирус. Така да секој вирус не може да нападне секоја клетка. Некој напаѓа, да кажеме, уринарниот тракт или гениталите, некој ги, као што е херпес симплекс, некој ги напаѓаат, например, дишните патишта, некои напаѓаат друг епител, значи секој зависно од тоа каде има влезна врата, односно кој клjuč ќе ја отвори која врата да влезе. За риновирусите, една молекула на површината од епителните клетки, наречена ICAM-1 или ICAM-1, интрацелуларна адхезивна молекула 1, е влезна врата. Но сега да го поврземе со аерозагадувањето. Аерозагадувањето стимулира создавање на поголем број на вакви ICAM-1 молекули на површината, а тоа е влезна врата за риновирусот, и токму затоа загадувањето може да придонесе полесно и почесто тие пациенти што се изложени на аерозагадување да се заразат и од вирусна настинка, пред се риновирус и респираторен синцицелен вирус, чија што влезна врата е овој ICAM-1 молекула. Како што знаете, SARS-CoV-2 има друга влезна врата, друг еден рецептор за кој што се врзува, тоа беше AC2, меѓутоа секој си има своја влезна врата. Како и да е, кога ќе навлезе вирусот, да се надорзам на вашето прашање, тој ја вбризгува
својата РНК, најчесто се РНК вируси, молекула, значи РНК влегува во цитоплазмата и таа сега е позитивна едноланчана, најчесто кај риновирусите и кај SARS-CoV-2, ако сакате вирусот, и таа молекула на РНК сега се врзува со фабриката за производство на протеини во цитоплазмата на клетката и почнува да се преведува, значи оној код што го има нуклеотидите во РНК, го преведува во одредени протеини, пред се ензими, како што е РНК зависна РНА полимераза, кои што учествуваат во незината репликација. Во незиното размножување, значи, всушност. Дачно, за незиното размножување. Сега, тој ензим, кога ќе се создаде на таа позитивна РНК, ја претвара во негатив. Ако се сеќавате порано, имаше негатив, пред да се дигитализација на камерите да настане, имаше негатив што се развива и од тој негатив можете безброј да стават, да правите слики. Така и ова истото. Значи, тој ензим им е многу важен на вирусите, да можат таа позитивна нишка од РНК да ја претворат во негатив, од кој што ќе печатат безброј копии. И тоа се копии генетски материјал на новите вируси што ќе настанат. Еден дел од тоа, делот РНК се преведува во помали молекули од РНК кои што кодираат други протеини, односно обвивката и другите структурни делови што учествуваат во градбата на новите вируси. Кога сите делови ќе бидат наместени, се комплетира како готов вирус, излегува од клетката и ја уништува. Значи, тоа е механизмот по кој што вирусот ја оштетува клетката епителна. Оштетувајќи ја епителната клетка, немате веќе вие бариера која што ве штити од надворешната средина. Се одголени нервните завршетоци, бидејќи нервните завршетоци се насекаде под епителот и под кожата. Кога сега се одголени, кога нема една тампон зона и заштита, тие многу се осетливи на било која дразба од надворешната средина. Нема кој да биде изолатор помеѓу надворешната средина и нервните завршетоци. И токму затоа имате сува кашлица, поладен воздух, било која честичка во воздухот малку поголема и прашина, која мирис јак и така натаму, кога ќе навлезе во дишното стебло, во респираторниот тракт, нема бариера, ќе ги надразни сензорните нервни завршетоци и ќе направи рефлекс на кашлица. И се додека не се повторно епителизира тој дел, или додека не се возобнови епителот, ќе имаат кашлица. Можда не во тој по 3 недели имаат кашлица. Може да трае, се додека е разрушен епителот, повторно кажам, се додека не се повторно тие уништени делови од зидот регенерираат, се ќе има кашлица. Дали ќе трае еден ден, неколку недели или месеци, ќе зависи од хроницитетот на таа инфекција, бидејќи секоја инфекција понатаму си има одредени молекули, одредени одбрамбени медиатори и воспалителни клетки кои што го зголемуваат воспалението, го перпетуираат, односно го продолжуваат векот на проблемите и симптомите што пациентот ги има. Така да, тој механизмот на вирусните инфекции, слично и со бактериите. Бактериите најчесто предизвикуваат бактериски синузит. Воглавном тоа се предните едмоидни кели, но и максиларните синуси што се наоѓаат овдека се често, може и фронталните на челото. Како и да е, бактериски еден синузит оди со долготрајна кашлица, често пати е продуктивна, па некогаш со жолт, зеленикав, дури шлајки искашлок. Често пати кај децата тече позади, викаме постназален исцедок, но може и кај возрастните исто. Возрастните се повични да го исекнат носот, да го исекнат со дување, меѓутоа децата тоа почесто го голтаат, па после може да повратат една маса од шлајм густ. Тоа се она што го голтале, бидејќи се уште не се мали се и не знаат да го издуваат носот како што треба и да ги исфрлат секретот и мукусот надвор. Така да може да има некојаш главоболка, хроничен синузит обично нема температура, акутниот да може да оди со температура покачена, меѓутоа со денови и недели може да има кашлица која што ви реков од време на време да биде со различна боја, продуктивност, со одредена густина на искашлокот и можеби како што реков главоболка или пак она што е многу карактеристично е кога ќе се наведнат пациентите да ги врзат чевлите, чизмите, зимно време е сега, осеќат една тежина тука во образите. Како да ги влече, како ќе осетат дека е непријатно чувство. И тоа е еден знак дека може би имаат синузит. Секако дека крајниците кај децата
и кај возрастните доколку ги имаат, не им се извадени, ке е една влезна врата или ја би го дефинирал народски контейнер во кој што секоја бактерија може да се налепи, во главно се стрептококи, меѓутоа може било која друга да биде, може и стафилококи гнојни да бидат инфекциите, така да тие често се причина за високи температури кај децата, но веднаш ќе се види отечено грло, крајниците се црвени. Можете да забележите врз основа на еден преглед класичен, дали се работи за бактериска инфекција или не? Не секогаш. Постојат некои клинички карактеристики, меѓутоа најдобро е преку повеќе различни испитувања. Пред се прегледот е многу важен. Земањето на податоци анамнестички од детето ако е повозрасно или од родителот ако е помало детето или од самиот возрастен пациент и понатаму со неколку, например, крвна слика би требало основно е да се направи, како што реков, со преглед и сето тоа заедно ќе ве упати до одредена диагноза. Секако, доколку се смета дека се работи за некоја бактериска инфекција, ќе треба да се земе и бриз. Од грло бриз, па да се види која бактерија е, евентуално да се стави и да се направи антибиограм. Од носот не се толку релевантни брисевите, од причина што пациенти кои што имаат синузит, процесот е во синусите. И тука доколку се работи за бактериски синузит, таа бактерија се наоѓа во синусите, не се наоѓа во носниот ходник. Може да добиеме некаков изолат, но и не мора да се добие ништо. А и ако се добие, не мора да значи дека таа бактерија се наоѓа во синусите. Само со стерилна игла, ако се боцне медијалниот зид на синусот максиларен и се повлече, ако има секрет, да се добие некаков секрет и тој култивира, во тој случај може да се точно идентификува бактеријата која што го предизвикала бактерискиот синузит. Но тоа е, мислам, малку непријатна метода и не се применува во праксата. И уште еден факт зашто не се толку релевантни брисевите односот во однос на диагнозата за бактериски синузит, затоа што ние знаеме од хирушки интервенции, каде што во стерилно хирушко поле ги отварате синусите, значи нема загадување. И од тука кога е земен материјал, знаеме кои се трите најчести бактерии што предизвикуваат синузит. Така да доколку се постави диагнозата за еден синузит од бактериска природа, ние знаеме дека во 90% се работи за една од следните бактерии: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis, особено кај децата, застапена. Од што зависи начинот на третманот? Дали од причинителот, дали од клиничката слика? Па секако ви реков дека ќе зависи од причинителот. Но не секогаш, професоре, може да се утврди веднаш причинителот во првите денови. Некош може да се причека, нели, додека стигне резултатот бриз и слично. Ако имате висока температура, црвени крајници, кај едно дете, голема е веројатноста дека се работи за некоја бактериска инфекција. Ке земете крвта не се работи веќе денеска за многу кратко време, за неколку часа. Високо ЦРП, многу повисоко е кај бактериските инфекции, визави вирусните инфекции. Понатаму имаме леукоцитите се покачени кај бактериските, кај вирусните може некојаш да се мирни. Во диференцијалната крвна слика ќе видиме дека доминираат гранулоцити, неутрофили кај бактериската, додека кај вирусната некаде, кај некои вирусни може да се покачени лимфоцитите во диференцијалната крвна слика, но сведоци сме дека SARS-CoV-2 предизвикуваше лимфопенија или намален број на лимфоцити. Значи, тоа е различно кај секоја вирусна инфекција, како и да е, може да се ориентираме дали се работи за вирусна, каде што температурите не се толку големи, визави една, зборувам за горно-респираторни инфекции, визави, да кажеме, една бактериска инфекција на тонзилите, која што ќе иде со 40 или 39 со 5 температура, и во тој случај би можеле да направиме и бриз, па и бриз од сега со современи микробиолошки методи. Можете веќе во текот на истиот ден да добиете потврда дали се работи за бактерија или не. Ние земаме и прокалцитонин, еден маркер кој што многу брзо може да ни каже ако е покачен дека се работи дека се работи за бактериска инфекција и во тој случај ќе дадеме антибиотик. Доколку немаме изолат, на пример, се уште го чекаме. Доколку не трпи клиничката слика, ние ќе дадеме антибиотик со широк спектар. Меѓутоа, доколку добиеме изолат, бактерија, како и антибиограм, од антибиограмот ќе го избереме
антибиотикот со најтесен спектар Зошто? на делување за да се спречи настанување на резистентни соеви, како што се Streptococcus pneumoniae, кој што е доста резистентен на многу микроорганизми, на многу антибиотици, пота Haemophilus influenzae веќе од втората бактерија што предизвикува синузит и отит и воспаление на ушите. Исто така во голем процент е отпорна веќе на антибиотиците што се дават, посебно на пеницилините отпорна и Moraxella caterinalis. Така да нерационалното давање... Златниот стафилокок, мислам дека децата често го има, прави тој проблем? Секако дека прави стафилококите во принцип даваат гнојни инфекции. Како и да е, многу ретко имаме, освен бета-хемолитичен стрептокок што предизвикува инфекција на тонзилите на крајниците, кој што е осетлив на пеницилин, другите стрептококи, како што е пневмонија, се доста резистентни и треба да се постапи според одреден водич, односно ако имаме антибиограм, ќе избереме антибиотик со најтесен спектар на делување. Значи, антибиотиците со широк спектар се онаму индицирани каде што немате изолат или не можете да добиете. Например, пациенти со пневмонија. Тие многу тешко можете да добиете секретот да ви искашла од белите дробови. Ке направи испљувок наместо искашлок. И тоа е толку длабоко да може од бронхите или од белите дробови да извади некој материјал. Тоа е многу тешко. Така да тука не можеме да добиеме некаков изолат. Од друга страна, ако клиничката слика говори за бактериска инфекција, веројатно на долните дишни патишта во овој случај, онда ќе дадеме антибиотик со широк спектар и точно водичите укажуваат кои антибиотици, во кои прилики се даваат, дали пациентот има само една болест, таа со која што ја лечиме со антибиотик, или пак пациентот има некои други коморбидни состојби, например кардиолошки, бубрежни, хепатални и некои други заболувања. Дали пациентот е постар од 65 години, многу е важно. Понатаму, дали пациентот претходно примал во последните 3 месеци некаков антибиотик заради било која причина. И тоа е, значи, и дали во околината во која што живе има епидемиолошки податоци дека постои резистентни соеви на Streptococcus pneumoniae. И во тој случај се даваат одредена група на лекови, во случај кога се е окей, кога се помлади особи, се даваат други врсти на антибиотици. Постојат протоколи кои што би требало сите да ги знаеме, многу пати ги кажуваме на конгреси, на семинари, на симпозиуми, воркшопси и така натаму, и сметам дека матичните и семејните лекари мислам дека добро ги знаат. А советувате ли во една ваква ситуација, кај горно-респираторна инфекција, да се дадат некои препарати за подобрување на имунитетот со антиинфективно действие, значи антибактериско, антивирусно и слично? Па да, може да се дава. И во акутна фаза на болеста? Јас повеќе примената би ја видел во една превентивна форма, зашто секогаш превенцијата е подобра, да го зајакнеме имунитетот со средство кое што би можело на некој начин да помогне, а сепак да не биде лек, бидејќи секој лек е и отров. Најдобро е да имате некои екстракти од растенија, значи на природна база. На природна база, кој што секако луѓето можеби во одредени земји на светот ги употребувале со векови. Таков препарат би бил стаматинот, кој што има повеќе различни растенија вонатре. Има, да кажеме, Radix isatidis, кој што еден корен од едно растение кој што во Кина со векови се користело за подобрување на имунитетот, затоа што ја стабилизира самата клетка. Значи таа клетка не може лесно да биде оштетена. Ако се сеќавате, пред малку спомнав дека вирусите ги оштетуваат и бактериите, клетките ги оштетуваат. Понатаму овој корен од ова растение може да делува и антибактериски, затоа што делува на ја оштетува мембраната, значи на клетката од бактеријата, значи клеточната мембрана на бактеријата, со што таа не може да се размножува. Прво што ја оштетува, таа самата умира и не може понатаму да се множи, значи делува антибактериски. Делува во однос на намалување на размножувањето на РНК и на ДНК, генетскиот материјал на вирусите, па има и антивирусно дејство, има значи едно имуномодулаторно, стимулативно дејство, баш онака делувајќи позитивно и протективно на самите мембрани од здравите клетки. Така да, земајќи го предвид, тој, мислам, навистина благопријатно делува, но исто така има во ова соединение имате и
Pelargonium sidoides, тоа е исто така Африкански здравец е тоа? Да, тоа е африкански здравец. Нормално од Јужна Африка е, затоа и се вика африкански здравец, кој што исто така покажува одредено антивирусно дејство, покажува и антибактериско дејство во тој смисол што спречува налепувањето на бактериите на оние епителни клетки кои што се бариера. Значи, ако вие бактеријата секако мора тесно да дојде во тесен контакт со епителот за да може да навлезе во организмот, а овдека спречувајќи го тоа има едно антибактериско дејство и секако дека делува позитивно на имуниот одговор, било да е клеточен или хуморален, значи го стимулира и на некој начин може да им се подобри имунитетот и одбраната на организмот, значи да се спремно да ја дочека сезоната на вируси и на бактерии. Нормално дека може да се земат сега тука и одредени други претходно веќе познати и со години векови употребувани витамини, како што е витаминот С. Знаете дека витаминот С е антиоксиданс пред се, исто како и цинкот. И само за витаминот С и цинкот постојат научни докази дека тие го намалуваат времетраењето на вирусните инфекции, отсуството на деца од школа, лесно намалување и на симптомите. Значи, цинк е многу важен, бидејќи учествува во активноста и во активирањето на природните клетки убици, на лимфоцитите, Б лимфоцити, Т лимфоцити, понатаму на неутрофилите. Значи, на некој начин ги оние единици војската што е на самиот организам и што се активира во борбата против вирусните и бактериски инфекции, на овој начин стимулирајќи ги може поедноставно и полесно да се справи со овие патогени, така да сите заедно овие компоненти во едно соединение го прави навистина добро за да можат пациентите не само превентивно да го земаат, туку секако и во куративен смисол, односно дополнително, дали земаат антибиотици нема да пречи, бидејќи значи може во комбинација со лекови со антибиотици. Може со било која храна, може со било кои лекови, може со антибиотици, значи не интерферира и не делува. А дали би можеле вакви антиинфективни производи да се даваат и на деца? Па секако дека може, на пример, обично се дават на деца над 10 годишна возраст и на нормално адулти, и ако се дават во превентивни сврхи, обично би требало околу 3 месеци да се земат, тачно колку што трае сезоната, за да поминат по спремни во одбранбен смисол наспрема патогените, и се земат 1 до 2 таблетки во текот на денот. Сега, доколку пак се настане некоја потешка инфекција и сакат да полесно се справат со таа инфекција, било да е вирусна или бактериска, дали земат антибиотици, рековме, не е важно, може да се земат првите 2 дена 3 пати по 2 капсули, а потоа да земат до 7-миот ден 2 пати по 2 и после од 7-миот ден по 1 до 2, како што и е превентивниот тип на земање, најмалку 1 месец во тој смисол на да може полесно и да се опорават, бидејќи како антиоксиданс може полесно и да се справи со репарација и регенерација на ткивото што е оштетено при инфекција. Секој ткиво при инфекција се оштетува и бара потоа регенерација. Апсолутно. Професоре, да ги поканиме гледачите. Имаме малку време до крајот на денешната Телма амбуланта, но сепак ќе оставиме простор почитувани и за ваши дилеми и прашања на денешната Телма, горно-респираторни инфекции и секако нивниот третман. Професор доктор Дејан Докич, пулмоалерголог, е во студиото на Телма. Телефонскиот број на телевизија Телма наскоро ќе можете да го видите на екраните. Веќе го има, значи можете од овој момент можете да се вклучите во програма. Кога некој има горно-респираторна инфекција, обично чувствува слабост, не му е добро целото тело истоштено, помага ли одморот во начинот, во лекувањето? Еве, некогаш можеме да прочитаме, професоре, супа од петел, велата антивоспалително дејство имала. Дали и народните лекови би можеле да се применат во овој случај? Народните лекови за кои што постојат, да кажеме, некои обсервации или наблюдувања дека позитивно делуваат, не гледам зошто не би можеле да се применат. Меѓутоа, само како супортивна терапија. Како што спомнав, за вирусните инфекции не се даваат антибиотици, но ке ме прашате, па што друго? Се даваат симптоматски лекови или препарати, екстракти од растенија, како што ги спомнавме.
Значи нема некој специфичен антивирусен лек, барем против SARS-CoV-2, се уште не е докажано дека постои, прават напори одредени фармацевски куќи да го тоа направат. Меѓутоа за вирусот на инфлуенца постои таму флу. За другите вируси не постојат специфични антивирусни лекови. Од друга страна, доколку некој има болки во грлото, гребење во грлото, знаете дека тоа е еден од најопштите симптоми и почеток на една вирусна горнореспираторна инфекција, може да користат бомбони за шмукање. Ја би препорачал пантотенска киселина, тоа е еден витамин кој што го забрзува обновувањето и регенерацијата на епителот, кој што реков е оштетен, така да ќе помогне за побрзо воспоставување на епителот и намалување на симптомите, но може во принцип било кои други таблети, некои имаме за шмукање кои што содржат и лесно анестетик или антиреуматик во себе, така да можат и тие да ги земат, нема да штети. Топли напитоци, зашто топли? Затоа што укажано е дека на 37 степени кога имаме се зголемува продукцијата на интерферони, а интерфероните се основни клучни елементи во борбата против вирусите, односно тоа се елементи на клетката, одбранбени елементи кои што меѓу другото ги информираат и соседните клетки или подалечните клетки дека некоја од нив е заразена, нападната од вирус и им дава информација да веднаш го подигнат нивото на одбрана на едно повисока бројка за да можат да се справат бидејќи во околината постои заразена инфекција, а исто така делуваат во одредени моменти на циклусот на размножување на вирусот, го инхибираат размножувањето на нивната РНК и така исто помага. Значи тоа се основни одбранбени медиатори кои што по поголема количина се создаваат при повисока температура. Меѓу другото, кога имаме покачена температура, покачената температура е одбранбен механизам. До кој степен ни треба да симнуваме? Сите се плашиме од висока температура и во рете. Посегнуваме по средства за прво да кажеме, до симнување. 37 е нормална. Добра. Од 37 до 38 е субфебрилна температура. До 38? Да. Над 38 е веќе фебрилна состојба или висока температура. Многу високи температури, над 39, па ја би рекол и над 39,5, делуваат така летаргично на мозокот, го успоруваат, го зашеметуваат на некој начин. И точно да ги заштитиме пациентите од таквата состојба, кај многу високи температури, даваме средства што ја намалуваат температурата, ама не драстично. И тоа е опасно. Малку, не е, ќе ви обяснам зашто тоа не е добро. Сосема малку да дојде до кај 38, каде што бистрината на умот повторно се враќа. Ви реков, температурата е заштитен механизам. Так. Сите одбранбени механизми делуваат подобро и затоа организмот сам ја дига или под влијание на вируси, бактерии, температурата со цел полесно да се справи со натрапникот. Значи тоа е заштитен механизам. А никога ќе симнеме всушност? Ако ние симнеме многу. Да, ќе му стане подобро, ќе се препоти пациентот. Меѓутоа, се уште причината стои таму. Така да таа ќе се качи за некое одредено време колку што трае лекот повторно високо. И ќе имаме како запци од пила висока температура со средство нагло се спаѓа и сето тоа толку многу го истоштува организмот да е навистина полошо отколку само малку да се спушти температурата, колку да се избегне несаканиот ефект на мозокот. Ништо повеќе. Температурата е посакуван одбранбен механизам. Велат пријател на болниот. Кој го знае добро, кој не го знае од денеска, ја се надам дека ќе ги послуша моите зборови и дека нема така драстично. Сосем зашто се враќам повторно на она што рековте? Им ставале на чорапите оцет или со ладна вода ги туширале. Точно тоа е толку да спадне колку да може да се малку освежи мозокот, а не премногу како што се земат одредени лекови. Секако во одредени состојби треба и лекови да се земат. Значи тоа строго ќе го индицира лекар, а не сами дома. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Јас ќе ги замолам да бидат што пократки со прашањата, бидејќи имаме само уште 5 минути до крајот на денешната емисија. Добар ден. И ќе замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот, да го следи разговорот преку слушалката за да можеме флуентно, нормално да комуницираме. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, повелете. Јас имам долго прочно кашлање, суво од грлото. 2 пати сум била на уво носи грло со
тие прегледи нивни тамо. Имам лекови препишувано и двата пата исти лекови, и Сомар, и другиот лек е флексоназе. Така. И едни таблетки за 10 дена капсули таблетки Нихал за 20 дена. И ништо не се подобрува. Веќе 3 години ми е таа состојба, ништо не се Така, ве подобрува. интересира што можете да направите за да го решите овој ваш проблем со сувата кашлица, ноќна, ако не се лажам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле да советувате, професоре? Станува збор за хронична кашлица, очигледно. Се не сум сигурен дали баш на вистина 3 години цело време има кашлица или тоа е интермитентно, повремено. Како и да е, би требало да се направат алерголошки тестови, би требало да се направи еден компјутер на синуси, да видиме дали постои некоја причина за така хронична кашлица, да се види дали зима некои лекови од типот на АК инхибитори, кои што е познато дека може да дадат како несакан ефект кашлица. Понатаму да се види дали има езофагеален рефлукс, кој што исто може да биде причина за кашлица. Една рентгенска снимка на белите дробови, да се послушат белите дробови, да се направи една спирометрија, бидејќи и астмата може да даде симптом на кашлица, значи да се барат причините за една хронична кашлица. Има поголем број на причини и ќе мора подолго да отиде на повеќе различни испитувања за да дојде до крајната дијагноза. Да, дојде до одговорот за незиниот проблем. Добар ден за следниот гледач. Уште една можност за гледачот. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до професорот, поздрав до водителката. Ви благодарам. Јас имам проблем многу долг период, околу 2-3 години. Многу кашлам, длабоко кашлам од левото белодробие. Искашлувам, ми е многу бел и тежок кога ќе го искашлам. Многу длабоко кашлам. Од левото белодробие кашлам, од внатре тешко значи кашлам. Така, и го молам професорот за мислење. Така, ви благодарам за вклучувањето. Цефалексин и еден шуруп. Така, дали сте пушач? Подобро, меѓутоа не ми е добро. Дали сте пушач? Дали пушите цигари? Не пушам. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Ја исто ќе повторам дека дел од овие испитувања ќе треба да се повторат, како за претходната гледачка. За разлика е тука што има искашлок. Значи треба да се бара причина. Може да е еден бронхит, и поред тоа што не пуши пациентката, може да биде за еден синузит. Прво, мислам дека не би можела она точно да одреди дали од левиот или десен бел дроб, бидејќи тие се спојуваат во трахејата и искашлокот доаѓа од оздола, но често пати пациентите доколку имаат еден хроничен синузит, кога спијат, под дејство на гравитација се слива тој секрет во подолните дишни патишта во однос на носот и потоа сабајлето кога ќе станат го искашлуваат со секрет и мислат дека се искашлува од доле. Секако не мора да е случај тука, ова е само преку телефон консултација. Ке треба и тука едно испитување на синусите да се види дали станува збор. Истото станува да се види дали е бронхит, една спирометрија, рентгенска снимка на бели дробови, така натаму. Моето последно прашање се однесува на оние чести инхалации што ги прават лицата кои што кашлаат со разни кортикостероидни препарати, ги советувате ли или не? Мора да се види што е. Значи мора да се види што е. Прво постојат ако пациентите имаат обструкција, било да е тоа заради астма, било да е тоа заради хронична обструктивна белодробна болест, било да е тоа заради бронхит некаков, било да е тоа заради вирусна инфекција кај малите деца. Треба да се види што е причината. И постојат готови препарати веќе споени вонатре, било да се само бронходилататори, било да е комбинација помеѓу бронходилататор и инхалаторен кортикостероид. Тие препарати се направени за и специфично е таквата комбинација да делува локално, кај што е местото на инфламацијата, а многу малку да се ресорбираат во крвта. Така да сите оние накнадно препарати или сами што ги прават, значи да кршат една ампула од некаков кортикостероид, да ја стават во да ја растварат заедно можеби со вентолини или со физиолошки и да ги инхалираат,
тие не се наменети за таква примена. А не се наменети? А тие се наменети во ампулата или за интрамускулна или за интравенска примена и со друга биорасположливост. Оние што се веќе претходно споени во форма на спрејчиња, тие се Тоа е веќе всушност со строга намена. Тоа е со строга намена и со многу ниска биорасположливост. Што значи биорасположливост? Значи многу малку од лекот се ресорбира во крвта. Ако е 1% биорасположливоста, тогаш значи дека 1% од таа доза што е внесена во белиот дроб или во респираторниот систем ќе се ресорбира. Од 100 микрограми, значи 1 Само микрограм така. ќе се ресорбира, што е многу малку. Така да би препорачал секогаш да се фиксни и регистрирани дози Така. на одредени лекови што се инхалираат и исто така не гледам некоја примена, би сакал за гледачите, можда и за лекарите, колегите, да не им препишуваат растварање на антибиотици во одредени Во капки. инхалации, ниту кај деца, ниту кај возрастни, бидејќи тоа може да ја промени биофлората што живее, оваквото Микробиомот. микробиомот во респираторниот тракт, било во горните, било во долните, и на вистина тој не се препорачува никаде. Значи антибиотик во инхалацијата не, ако има потреба ќе се даде мускулно, венски, перос и така натаму, но Во не инхалација во никако. инхалации, не во нос, не во белите дробови. Дури во нос не. Не во нос. Многу често тоа се препишува. Точно така. Но тоа тоа не е никако. оправдано медицински. Јас ви благодарам многу за денешното гостување, за бројните совети и препораки што ги добивме. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Професор доктор Дејан Докич, пулмоалерголог, беше гостинот во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имајте пријатен ден.